Добар ден, ученици! Денеска ќе учиме една нова лекција, а тоа е видови растенија. Ова се адаптирани содржини по предметот Основи на природни науки за ученици од 4 до 9 оделение. Запознајте го Тино. Тино е во градината и многу ги сака растенијата. Сака и да учи за растенија. Сакаш ли ти да учиш за растенија? Тино воочи дека растенијата се различни по големина. Некои се големи, некои се мали, а дури има и најмали растенија. Тино вида дека дрвјата се различни по големина и форма. Тоа се големи и силни растенија. Природата е поубава со растенија, вели Тино. Таму кај што има растенија, воздухот е чист. Знаеш ли ти некое дрвенесто растение? Елката е дрвенесто растение, јаболкницата, сливата. Сите се тие дрвенести растенија, а има и многу други. Некои растенија не се големи како дрвјата, но се силни и убави. Тоа се грмушки, вели Тино. Знаеш ли ти некоја грмушка? На сликата имаш поставено неколку грмушки на цветови, рози и добатот спаѓа во типот на грмушести растенија. Некои растенија се мали и тенки и ние ги викаме тревести растенија. Знаеш ли ти некој тревесто растение? Такви се, например, магдонос, коприва, нане и други. Некои растенија имаат мирис. Си помирисал ли нане, роза или магдонос? Сите мирисаат поинаку. Некои растенија не можат да растат исправени сами. Потребна им е помош. Се подпираат на ѕид или на стапче. Тие ползат, па ги викаме ползавци. Такви растенија се граб, домат, бршлен. Некои растенија имаат големи плодови, па се крепат за почвата и ниско растат. Препознаваш, нели? Такви се тиквата и лубеницата. Сите растенија се различни, но секој растение е убаво. Што научи денес заедно со Тино? Научи дека растенијата се различни по големина. Дека големи и силни растенија се дрвјата, и тоа се дрвенести растенија. Помалите растенија се грмушки. Има и многу мали растенија, а тоа се тревести растенија. На некои растенија им треба помош да растат исправено или се држат до земјата. Дека сите растенија имаат различен мирис. И научи уште една важна работа, дека природата е многу убава поради растенијата. Сака ја природата и не ги уништува и растенијата. Една задача за тебе. Засади растение и грижи се за него. Така се сака природата и животот.